Медицинските сестри ја добија првата битка со државата. Од сега нема повеќе пречки за враќање од кај концесионерите во јавното здравство. Ова го овозможуваат најновите измени во член 12 став 4 од Законот за здравствена заштита кој гласи: Здравствените работници со средно, висше и високо стручно образование или со 180 европски кредит трансфер систем од областа на медицината и стоматологијата, кои со преземање од јавните здравствени установи биле вработени во приватните, а на кои им престанал работниот однос во тие установи поради престанок со работа на установите или по престанок на правото за закуп, а не исполнуваат услови за остварување право на старосна пензија, да се вработуваат во јавните здравствени установи од која биле преземени, односно во друга јавна здравствена установа, доколку нема слободно работно место. Ова практично значи дека околу 20 на медицински сестри од регионот кои во моментот останаа на улица по затворање на ординациите, повеќе нема да бидат невработени, туку се враќаат во болниците и здравствените домови. Токму ова во изминатите години беше тема на жестоки препукувања меѓу Министерството за здравство и Сдруженијата на медицински сестри од државата. И во Сдруженијето се најде можноста да се слушне гласот и успеавме, значи во Законот за здравствена заштита, да се вметне членот со кој што нашите колешки кои што останаа во меѓувреме без работа од концесионерите и од приватните, овие ординации ќе бидат вратени во јавниот здравствен сектор од каде што беа пренасочени во концесионерските амбуланти и на жалост беа заштитени со некој времен закон од 5 години, после чие времено завршување овој законско се најдоа во ситуација во каква што се најдоа. Сепак ова е само добивање на првата битка. Медицинските сестри имаат уште долга листа на барања, од кои приоритетни се признавање на дипломите за повисок степен на образование, но и категоризација на специјалностите кои тие ги работат.